Бушави глави! Пластелина децата што си играат кога им е досадно се го мечат. Ние со пластелинот работиме на часот ликовно. Сите бои може да се смешаат во една, само после не можеш да ги раздвоиш. Децата го месат и прават фигури, тоа е мек и растеглив. Пластелина ако сакаш да правиш некоја форма. Ако ги смешаме сите бои во една, и ќе не може па да си се вратат во таа боја што биле. А пластелина како тешто, ама само обоено. Има во сите бои и после ноктите ми се црни од пластелин. Пластелин е слично како глина, само што пластелинот се суши по-долго и доаѓа во други бои. Тој може да се размесува. За некои деца лесно се обликува, за некои не. Не личи на земја, току личи на глина. Пластелин е слично на глина, само што тој побрзо се суши. Пластелин е како вид на глина, па некогаш не го користиме во прво деление, повише го користевме, ама сега повише со темперни работи. Зашто? Тоа многу дена седи. Пластелин е кога сакаме некаква форма да направиме. А во фрижидер ќе ти се сверне на сонце, ќе ти стане течен. А сок. Ако еднаш кога се трви, не можеме да го поправиме. Најубаво е почеток да направиме, да си замислиме некој план што ќе го направиме некоја форма, за да после, ако например направиш нешто, после да не се предомислиш одма и нема да имаш веќе пластелина како. А нај не сакам кога ќе ми влезе под ноктите. Не, ако го раствориш во вода, ќе ти се уништи пластелинот. Децата некои сакаат, некои не сакаат. Пластелин е една детска игра или играчка, не знам како да ја наречам, која е многу милена кај децата, но не толку милена кај мајките. Уште како дете јас памтам дека уште јас кога бев дете многу сакав да си играм со пластелин. Тоа време не беа нормално толку совршени плейдо како што се сега овие со кои си играат децата. Меѓутоа гледам дека модата не му поминува еве толку години покасно и ден денес децата сакаат многу да си играат со пластелин. Ајде! Орелски крилја, как да си метне! Сонцето кај што изгрева. Мојата порака до сите дечиња е да уживате во секој момент од вашето детство и да ги слушате мама и тато. Бушави глави!